Добро ви утро, работната недела во магазин ја започнуваме со музика за убаво да ни тргне неделата со убаво расположение. Овој пат со фолк пејачот Александар Талески, кој што од Белгија ни дојде во Македонија, ќе ја промовираме новата песна Жировчанка со видеозапис. Токму тој го напишал текстот за оваа песна, а ќе ни раскаже повеќе и околу настапите, околу соработките со колегите во продолжение, па затоа останете на Сител следните минути. Добро ти утро, Александар. Добре дојде во магазин. Добро утро, Елена. Добро ве најдов. Благодарам пред се за поканата, повтор пат во вашата преубава емисија и поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Така е, повтор пат, првиот пат беше минатото лето, минатата Точно година така. И некако, ете, си ни драг гостин секогаш кога ќе си во Македонија, нели бидејќи знаеме дека долги години живееш во Белгија. Колку време веќе живееш надвор од нашите граници? Надвор живеам веќе од 2011 година. Така. А колку си сега во Македонија, кога ни дојде? Дојдов точно пред 10 дена. Ќе останам малку некој период за да имам можност доволно да презентирам не само новата песна, него и сите други останати песни, бидејќи секогаш кога ги снимав новите песни и ги беше во завршна фаза секое видео, морав да заминам дома, така да немав доволно време за презентација на сите мои досегашни песни, па и нови материјали што ќе ги снимам. Би сакал да бидам тука малку подолг период, секако и ова лето имам настапи низ Македонија, така да овој период ќе останам тука. За каде најмногу те канат? Во кој регион ги имаш настапи низ Македонија? Па имам речиси секаде, но летно време имам доста настапи во Дебарскиот крај. Така, тоа си свадби, веселби, приватни веселби, забави. приватни забави, благодарението на новата песна што денеска ќе ја презентираме. Да. Доста луѓе кои што живеат во тој крај и се иселеници надвор од Македонија, им се допадна песната, така да стапивме во контакт да бидеме дел од нивните веселби. Ти не достигаш ли нешто од Македонија додека беше надвор? Што е она што најмногу ти фали кога си во странство? Пред све фамилијата, пријателите и се разбира добрата храна што само кај нас ја има и дружбите. Да, во странство некако пробуваат таа храна да ја направат или да личи на онаа наша домашна, но Точно така, но не секогаш. Така, да. Во Белгија е слабо застапена нашата кујна, поготово зборам за од овие простори, и немаме можност да ја конзумираме. Така е, а во странство пак каде најмногу си настапувал? Во кои земји, во кои градови? Па најмногу имам настапувано во Германија. Германија, Брисел, во Холандија. Имавме покана со мојот колега Иван Шоу од Холандија, со кој што работам во Белгија заедно, и на тој простор Белгија, Холандија, Германија. Додиме во Тренто кај едни наши пријатели да настапуваме на нивна фамилиарна веселба. Таму требаше да одиме два пати, од одредени причини ја бев спречен да не отидам, така да тие простори тука работиме. Германија, Белгија, Холандија. Така, и понатаму ете Италија, нели, кон таму Точно така. се отвораат вратите. Се отвораат вратите и кон Италија и кон Швајцарија, нешто свежо, ново, што е исто така. Така, а оваа песна е токму соработка, нели, со твојот колега Жировчанка. Да, оваа песна, новера. најновата песна Жировчанка, ние заедничка песна во соработка со мојот колега Иван Шоу од Холандија, кој што моментално го поздравувам. Значи, автори на песната се за музичкиот и авторскиот дел музика и аранжман Џелјо Дестановски. Голем поздрав до него, нашиот познат виртуоз на Поздрави кавал, од мене. ѕурла и сите останати инструменти и дувачки. Горан Мирковски, басистот на група Круна, се јавува исто како аранжман и музика, заедно со Џелјо Дестановски во неговото студио, студио. Таму е снимано, мислам, песната е снимана таму. А текстот е твој? Како се Текстот е мој, да. реши, што те инспирираше за ваков наслов, за ваква песна? Па песната е напишана пред, можеби, 4-5 години стоеше во фиока. Идејата ми беше да направам некоја песна свадбарска или иселеничка, но спонтано ми дојде тоа во еден момент. Јас често не пишувам текстови, зашто и на други мои песни текстовите се мои. Знам и да напишам за некој колега, доколку ми побара, не сакам да се експонирам како текстописец, но
Во моментот кога ми доаѓа мотивација, едноставно седнувам и за 10-15 минути тој текст искача сам од мене, значи не го правам со некоја цел намерно да правам текст, него едноставно тоа е појако од мене во моментот и се раѓа текст. Така спомна дека и за колеги пишуваш текстови, за кого си пишувал досега? Имам напишано еден текст за Сања Ристеска, песната се вика Горда Македонка, која што се уште не е презентирана. Прекрасна песна. И за други колеги што се од Србија, не толку познати, што ми се лично мои пријатели, значи ја не се експонирам како текстописец, него чисто на пријателска база, ако некој ми побара, сум направил текст. А си размислил да почнеш да се експонираш? Па сум размислувал и на таа тема, но мислам дека има многу поголеми професионалци тука во Македонија кои што си ја знаат својата работа добро, пишуваат прекрасни текстови, така да не би сакал многу сега да навлегувам и во тие води. Така е, сега Жировчанка, раскажи ми повеќе каде се снимаше, кој работеше на спотот, чија е режијата, кој го осмисли целиот проект да изгледа онака како што изгледа, нели како крајен продукт? Режисер на спотот е Жарко Ѓорѓевски, сопругот на нашата позната колешка Лени Партикова. Голем поздрав и до нив. Режијата е негова. Благодарение на дечињата и поголемите играорци од културно-уметничко друштво Шара од Тетово, кои што работевме макотрпно цел ден на таа жештина, од најмалата група на дечиња па до повозрастните, цел ден се снимаше видеото, машки издржаа сите, се снимаше во Домот на култура во Тетово, тоа е постара куќа, значи автентична да биде, према и самата песна. Бидејќи бевме соочени со проблем, песната е Жировчанка, требаше да се снима во Жировница. Меѓутоа, немавме контакти добри со луѓе од Жировница и не можевме да стапиме со некој во контакт да се најдат автентичните носи за таа песна, за нормално да биде прилагодно према самиот текст и просторот, дека е Жировница и куќа се требаше да се најде. Меѓутоа, не бевме во можност да стапиме во контакт. Секако од кога се заврши спотот, многу луѓе од Жировница ми контактираа и ми кажаа дека во наредна прилика, кога би снимал нешто за тој крај, дека секогаш сум добро дојден и ќе ми искочат во пресред и со носи, и со све што е потребно за да биде таа песна и спот како што прилега да биде. Може би втор дел да има. Втор дел, може би да има втор дел. Би сакал ли некои други краеви македонски да застапиш во твоите песни? Имаш такви некои идеи? Па, видите, едната песна "Прости ми мајко", што ми е снимена, таа е снимена во прилепското село Штавица, мал Холивуд, кај што се снимаат познати наши филмови, "Пред дождот" е сниман таму. Зашто да не? Нашата Македонија е преубава и убаво е човек да експериментира и да ја прикаже таа природна убавина на сите наши предели, села, градови, значи ние имаме што да покажеме. А исто така би сакал да кажам, да не заборам, значи видеото е направено под покровителство на арт продукција, која што го сними видеото, го направи да изгледа прекрасно, поздрав до Дејан. И што би кажал уште нешто, најголема благодарност сакам да упатам до културното уметничко друштво Шара, кој што несебично ни искочи во пресред, до Снежа Евкоска, до Нада Симовска, кореографките на тоа студио и до сите дечиња кои што издржаа машки на таа температура да се снима тој спот, затоа што бевме околу 40 на 50 луѓе во тоа видео. Да, и колкава беше температурата, тоа беше? Па сигурно беше 40 на степени. Навистина топло, да. Навистина топло, имаше многу кадри, целиот ден се снимаше, така да бевме една голема екипа. Како и секој лето наредно, кој што е потопло и потопло. Точно така, да. А и сите твои спотови некако изобилуваат со природни убавини, фолклор, народни носи. Тоа е веќе како твој препознатлив стил, може да се каже. Може би така да се каже, но јас претендирам кога ги снимам песните, односно кога ги правиме видеата, тоа да изгледа како еден вид приказна, значи да се преслика самиот текст, да биде пресликан како некоја мала приказна, не да биде само статичен видеоспот каде што ќе бидам представен јас. Целта е да се долови целиот момент на песната, да биде представен зашто конкретно се работи и да биде доловена таа мини приказна.
Па и во Жировчанка исто така некако започнува со разговор, Точно реплики, така, да. како вид на глума. Сето тоа нели, е помеѓу- благодарение на Жарко Ѓорѓевски, значи режијата е негова, сето тоа го смисли он. Така? Исто така, за да звучи оваа песна како што треба да звучи, голем допринос има и мојот колега Иван Шоу од Холандија, најголем Джелјо Дестановски, кој што свири тамбура, зурла, кавал, бас. Комплетната музика, значи, е направена да биде како една целина, да изгледа прекрасно. Сето тоа го свири за потребите на Точно така. песната. Затоа што он е првенствено многу голем мој и пријател и поддржувач, човек кој што стварно ме поддржува во ова што го работам. Колку време веќе се познавате? Знам и претходно дека сте соработувале заедно, имате повеќе Па со песни Джелјо, заеднички. да, со Джелјо се познаваме околу 5 години, но тие 5 години прераснаа во такво пријателство како да се познаваме цел живот. Јас сум многу близок пријател со него, со неговото семејство, така да секогаш е тука за мене во било кое време несебично и како првенствено како другар и како колега е човек кој што секогаш искача во пресрет на луѓе кои што го почитуваат неговото дело, неговата работа, значи несебично искача во пресрет на секого. Така, минатиот пат и заедно ми гостувавте. Заедно гостувавме секако. Овој пат беше спречен затоа што вечерва они се на настап во Зелениково, има црковен настап вечер во црквата Свети Ѓорѓија со група Круна, поздрав ете и до нив. Така, тоа е со ангажмани и со Со Круна, и ангажмани со за- танец, знаеме. Така, да. Имаш соработувано, спомнавме и со Сања, со Лени, со повеќе нели музичари од нашава естрада. Има ли некоја пак неостварена соработка? Некој пеец со кој што допрва би сакал, дали дует да снимиш или некој инструменталист? Искрено не сум размислувал за такво нешто. Кога нешто би правел, тоа би било некој материјал во живо. И секако, доколку би го правел тоа, би сакал да ме прати групата Круна. Значи, тие се група со која што јас имам максимална почит, ја кон нив и они кон мене, и се луѓе кои што несебично се секогаш тука за мене, и кога би сработил нешто, тоа би сакал да бидат они, да бидат придружен дел со мене, да ме пратат во тој видеоматеријал што би сакал да го снимам. Така и со останатите од естрадата си во добри односи, контакт, има ли Видете. дружба како некогаш, како порано? Вообичаено вело дека порано имало повеќе можеби поголема дружење. дружба, затоа што можеби сум бил тука, сум имал повеќе контакти, сум имал и време да се гледам секојдневно со тие луѓе. Сега кога човек не живее тука, може да се слушне со одредени луѓе преку интернет, на Facebook или Да. на друга социјална мрежа. Меѓутоа, не знам, не сум моментално тука, не знам како стојат моментално работите. За порано, да, дружба имаше, секако јас ги почитувам сите мои колеги, без разлика кој како свири, кој како работи, за сите нас има место под ова небо, така да јас максимално ги почитувам сите мои колеги и колешки, значи и за соработка, и за почитување, јас сум секогаш коректен со секој од нив. А ти фали ли некогаш времето во бенд? Цакум пакум и тие години. Точно така, тоа почетоци. се почетоците 97 година. И првите почетоци на групата Цакум пакум беа забележени тука во вашата телевизија, во телевизија Сител. Точно во емисијата Ваши 5 минути кај Драган Вучич и сите останати емисии што се снимаа за потребите на Сител телевизија, зборам од музички аспект. Така, имаш ли можеби некогаш пак носталгија кон тоа време? Забележуваш ли некоја разлика тогаш на естрадата и сега, сцената тогаш? Па, точно дека има голема разлика, тоа време исто имаше голем број музички емисии, имаше голем број на музички новинари и списанија во кои што беше застапена музиката и беше презентирана. Не пратеа во секој еден чекор што и да се направи, автоматски беше тоа презентирано и телевизиски и во пишаниот запис, например, во некој од нашите весници тогашни. Така, имавте тогаш настапи, ете надвор од Скопје, во повеќе градови, каде беа тогаш актуелни случувањата? Па, тогаш со групата Цакум пакум ние работевме низ цела Македонија. Долг период работевме во Тетово, во
тогашен еден ресторан Чардак се викаше во Тетово, долго време таму работевме како ресторан, но свадби имавме низ цела Македонија, имавме и турнеја во Германија, бевме во Штутгарт со групата Цакум Пакум, но доста работевме свадбени веселби и приватни други останати веселби. Во тоа време постоја и доста кафани, тоа време кафани беа, сега ресторани, кои што држаа секоја вечер жива музика, значи настапувавме и по ноќни клубови, дискотеки имаше тоа време, кои што претендираа да има и народна музика, не само забавна, значи ние свиревме во диско клубови во Гевгелија, во Неготино, тука во Скопје, секаде каде што имаше можност, каде што имавме покана, ние секогаш бевме присутни. И забавна и народна или повеќе народна? Видете, од секогаш сум бил човек што ја сака и ја негува народната музика. Забавната музика од никогаш не ми лежала и не сум се ни трудел да ја пеам, затоа што го работам тоа што мислам дека го работам добро. Не би сакал да почнувам нешто да работам кое што не ми лежи на душата и кое што знам дека можеби не би звучало како што треба да звучи. Затоа сум се определил стриктно на народната музика. Така, од самите почетоци. Од самите почетоци. Фолк музиката, дали како малечок си слушал таква музика, секако. така си растен со таа музика, Така како сум ти се растен, вкоренила нели љубовта Да. токму кон Првенствено како фолк мало музиката. дете почнав да тропам на тарабука, од тарабука прерасна љубовта кон хармониката. Од хармониката почнав да свирам во Скопје во едно културно-уметничко друштво и после прерасна љубовта кон пеењето во подоцнешните години и така почнав да се занимавам со музика. Дали и ден денес сакаш да свириш хармоника, знаеш да засвириш макар и за своја душа, ете ако не е тоа на некој настап, барем Искрено приватно. кажано, немам свирено хармоника да не претерам сигурно преку 14-15 години. На вистина, толку поминало. Не сум имал можност за да дојдам до инструментот за да посвирам за своја душа. Така, не ти недостасува некогаш? Па недостасува, како не, тоа ти е како духовна храна, некој што исполнува душата, инструментите, музиката. Тој што ја работи музиката, тој ја сака и сака да ја негува секоја што тлее во тебе. Каде и да си, значи музиката ти е нешто што секогаш ја носиш со себе. А и веројатно ја доживуваш како прва љубов. Кога Точно. музиката во прашање, инструментите така. кај тебе биле прва љубов, Прва всушност. љубов били инструментите, точно така. Да, но ете, Прерасна таа инструментална љубов во друга љубов вокална. така е. А какви се плановите понатаму за оваа година? Најавуваш и нови соработки од септември. Што ќе се случува во однос на онаа кариера и тука во Македонија, која што ја планираш, а и во странство? Значи, моментално овој период имам настапи тука низ Македонија, имам некои приватни веселби, свадби, прослави од приватен затворен круг. Најново нешто е, пред неколку дена беше дојден мојот драг пријател од Швајцарија, Дали, него го поздравам, Далибор, добро познат на нашата естрада. Подпишавме договор за соработка за од септември во Швајцарија. Значи ќе имаме таму некои приватни веселби за преостанати концерти што ќе бидат во наредниот период. Ќе бидам присутен и на тоа тло затоа што до сега немам настапувано во Швајцарија. Така, а колку би траеле тие настапи, ќе биде некој подлог период, Па тоа е пократок, дали се знаете, знае? тоа е се индивидуално, така да не можам да кажам да прецизирам ништо затоа што конкретно и не се знае што, како, кога и да биде, може би било викенд или би било па за нареден викенд да се дојде, се зависи од тоа како ќе бидат договорени тие прослави. А кои се пак главните песни или ете листи на песни на твојот репертоар, на твоите настапи, што е она што најмногу сакаш да го пееш? Видете, вака, јас пеам секаков репертоар кога станува зборот за народна музика. Значи, пеам на сите јазици за народна На музика. вистина, на кои се јазици? Сите можни јазици пеам. Пеам и на македонски, пеам на српски, пеам на турски, пеам на ромски, пеам на албански, пеам на румунски. Значи, кога станува збор за народна музика, јас ја сакам музиката и нема ке мене граница да се определам сега, јас сум македонец и пеам, значи ја ги поштувам сите луѓе и секаков, значи секој еден човек кој би дошол, барем по една-две песни би можел да го испочитувам, да му направам мерак на душата.
Така, што на повеќе јазици, тоа е интересно. Дали го учеше тоа со текот на годините? Со текот на годините, тоа е све со текот на годините. Или седнуваше пред секој настап да ги вежбаш, да ги учиш? Тоа е се со текот на годините. Значи тоа не се родило одеднаш, него тоа е цел работен труд, сите овие изминати години, човек се надградува и едноставно кога имаш волја за музика е убаво да знаеш и секакви песни. Да, значи ете еден широк спектар може да се спектар, да. Зборам за народна музика. Да, и на песни, и на јазици. Какви коментари најчесто добиваш кога ќе слушна дека на друг јазик пееш, дека ја доловуваш атмосферата како што тие сакаат? Таа земја, на пример, што ја пеам песната, они се изненадени. Секој еден би бил изненаден затоа што ете човек од на пример македонец пееш сега грчка песна или ако се гостите од Турција испееш една-две турски песни, значи тоа е сепак чест му правиш на гостината и нормално дека се радуваат луѓето. Така е, особено за овие јазици, да речеме, кои што ги спомна, кои што не се баш сродни, нели не се сродни, но слични со нашиот. Слушам секаков жанр на музика, така да не ми е проблем јазиците, ми одат зборам и доста јазици, така да. Што е пак со оние турнеи надвор прекуокеански, да речеме, во Австралија? Дали имаш такви некои афинитети, желби за Австралија, Америка, Канада, каде што исто така има многу наши луѓе иселени? Видете, искрено да ви кажам, афинитети, секој од нас има афинитет што повеќе да биде презентиран и да се представи пред нашата публика, не само во Македонија, и во странство. Конкретни понуди имав за минатата година, од оправдани причини бев спречен да отидам, бев поканет од мојот пријател Злате од Австралија да гостувам на турнеја од 2 месеца, меѓутоа бев спречен и не бев отиден на таа турнеја. Секако на секој ден би му годело кога би имало конкретна покана, но за тоа е потребна и малку поголема афирмација на самиот пејач за да може да биде распродаден тој концерт. Така, дали би било тоа да речеме солистички концерт во прашање или со повеќе колеги музичари, вообичаено нели одат заедно? Вообичаено со повеќе колеги, да. Бенд од Македонија, уште еден пејач или уште една колешка, така да тоа оди секогаш така. Така е. Во однос пак на авторската музика, еве би те прашала дали уште некоја песна можеби чуваш во виока, како што ми кажа, пишуваш текстови и оваа песна 4-5 години чекала да биде објавена. Дали точно има така. уште такви песни? Има уште 2-3 такви песни и очекаат правиот момент да бидат и издадени и да бидат нормално запишани со видеозапис, така да за брзо време може и нешто да се сними. Ќе видиме, здравје Боже, од септември како ќе бидат околностите и колегите како ќе бидат слободни. Да, тоа ќе те прашав, каков ти е планот, нели кога да се објават тие песни, но како што велиш, значи не можам конкретно да прецизирам, но тоа генерално моментално сум тука, при изминатиот период работев со мојот колега Иван Шоу од Холандија. Горе работевме во Белгија, Холандија, тие простори имавме од Нова година навак, имавме константно настапи, така да моментално сум јас тука и продолжувам тука со моите активности што требам да ги завршам, да се на некој начин допрезентирам на македонската јавност, зашто јас сум сепак пејач од 97 година, но секогаш доаѓам, заминувам, па ме има, па ме нема, значи не сум константно тука за човек и кога би посакал да стапи во контакт со мене, кога сум тука, многу ретко може да го направи тоа, зашто за одреден временски период па морам да заминам назад. Се надевам дека наскоро ќе не дојдеш пак, дека нема да чекаме да поминуваат месеци и години да се видиме повторно. Особено и кога си во Македонија. Ти благодарам многу за гостувањето и предлагам да го погледнеме сега и видеозаписот за Жировчанка, за онаа нова песна за која што зборувавме. Благодарам и на вас, благодарам за поканата. Секогаш се осеќам пријатно во вашата телевизија и во оваа прекрасна емисија. Уште еднаш благодарност до тебе и поздрав до сите гледачи на оваа прекрасна емисија. Така е, драго ми е. Фала ти на убавите зборови и се надевам ќе се видиме повторно секако за брзо време. Продолжуваме со Жировчанка, уживајте во новиот видеоспот. Довидување.